Благодарам. Јас би сакал да апострофирам нешто во овој амандман, затоа ќе се обидам вака да го прочитам, а потоа ќе објаснам што сака авторот да каже. Штувана јавност, штувани колеги, пратеници кои што и не сте членови на Комисија за финансирање и буџет. Вели вака, со овој амандман се предвидуваат средства во износ од 150 милиони денари. 150 милиони. За да се субвенционираат фирмите што инвестираат во енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија и дигитална трансформација, намалување на енергетската зависност, зголемување на продуктивноста и иновативноста на домашниот приватен сектор, исполнување на обврските од Националната стратегија за енергетика, иновацијска стратегија и зелена агенда на Западен Балкан. Македонската економија се соочува со сериозни предизвици поврзани со високата енергетска неефикасност во индустријата и производството и објектите, има застарени технологии, ниско ниво на дигитализација и така натаму. Како беше она, зборува им стручно, немате разберат ништо. Само зборува им стручно, будали се, ништо немате разберат. Таа е основната девиза која што ја гледавме од Драги Рашковски, зборува им стручно и немате разберат. И од спиење на тоа уво паднаа на 18 пратеници и под биолошкиот минимум. И многу интересно, прво потпиша не господинот Фатмир Битичи. Сега, ај тоа зборува им стручно, 4,5 реда, една реченица е. Со други зборови кажува вака: дајте вие, пратениците од ВМРО ДПМН коалицијата и од ВЛЕН, дајте 150 милиони евра, 150 милиони денари, тоа да го изгласате, ние ќе ви напишеме нешто абстрактно дека да не го разберете, ама суштината која е? Суштината е на Зоран Заев, брат му Вицто, на Али Ахмети, внукот, на Зоран Заев, синот, и на Венко Филипче, братот, да си ги поделат по скромни за нив 700-800 евра. Повторам уште еднаш. Пишувај стручно, направи една реченица 5 реда, ништо не те разберат, да се полакомат дека правиш зелена енергија, пиши го зборот на фирмите да им се даде, кои се тие фирми, на Венко Филипче, брат му, на Али Ахмети, внукот, Вицто на Зоран Заев, братчето, и синот на господинот Зоран Заев од Струмица. Од една страна, овие по 700-800 евра си поделат, а од друга страна, ќе кажуваме како гласаме за пензионерите да добијат по 5000 денари, а му позадина, некој од независното судство ќе го проблематизира тие 80-90 евра кои што ги имаат добиено пензионерите, и така ќе продолжиме да си живееме во држава во која што оној кој што нема за лекови, оној кој што нема за налекар, оној кој што нема основни средства, ќе продолжи да нема, а овие така по 700-800 евра ќе добиваат поклонети средства, бидејќи тие ќе реализираат определена зелена агенда во Македонија. Бидејќи кога беа на власт, си ги поделивте помеѓу себе нивите, каде што има блиску струја да се прикачи, вие ги земавте, па потоа се абстрахиравте, јас не гласам оваа седница бидејќи е за брат ми, бидејќи е за некој мој близок и така натаму, и сега ќе дојдете од собрание и ќе барате милионски суми без срам и без перде. Може ли да ни објасните зошто е тоа така? И тоа, пазете, како тоа го поставувате како прашање? Други да го изгласаат. Мислите дека ние не гледаме што правите, што пишувате, не ги дешифрираме вашите скриени намери и ние сега излеземе и ќе гласаме
за Зоран Заев да добие и ки брат му и ки син му по 500-700 евра. Поклон од државата. Тој филм со нас нема да го гледате. Тој филм од ова мнозинство нема да го добиете. Во оваа држава, со овој буџет, со претходниот буџет и со сите следни буџети додека сме ние на власт, ки има правична и праведна распределба на народните пари. Правична и праведна распределба на народните пари. И ќе се даваат пари онаму каде што треба, и ќе се гласа онаму за каде што треба. И со текот на времето, сите политики на тоа јас гласав, ама отсуство овие што ги поставивме ние проблематизираат 5000 денари за некои пензионери, нема да дозволиме да ви помине. Нема да дозволиме да ви помине. Граѓаните на оваа држава не гласаат за уставни судии. Граѓаните на оваа држава не гласаат за никакви судии. Граѓаните на оваа држава гласаат за членови на парламент. И ние како пратеници нема да дозволиме било какво намалување на пензиите. Нема да дозволиме никакви корекции. И ние како пратеници ќе исправиме историската неправда на 90-тите години, кога луѓето одеа на работа од сабајле до вечер, а не им плаќале пензиско и здравствено. И независно што мислат вашите одсуството, ние тоа нема да го дозволиме. И на крај, и нема да дозволиме да Зоран Заев, Али Ахмети, Вицто брат му и компанија добијат вака по 600-700 евра државна помош, само затоа што некој решил да пишува апстрактно и ние да не видиме и да гласаме. Нема да гласаме. Благодарам.